Во насока на остварување на својата мисија, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Република Македонија продолжува со своите активности на терен, меѓу оние за чии потреби постои. Тие пак, земјоделците, иако се во периодот кога најмногу време минуваат на своите посеви и насади, најдоа слободен момент да се информираат за неколку помалку или повеќе актуелни теми, поврзани со нивната сфера на интерес. Имено во четвртокот на 16 август во големата сала на општинската зграда во Крива Паланка неколкумина регионални раководители на Државната агенција за поттикнување на земјоделскиот развој од нашиот град, од Кратово и од Куманово, но и службеници од платежната и од Агенцијата за супервизија на осигурувањето одржаа неколку интересни презентации за кривопаланечките земјоделци и други заинтересирани граѓани. Како што доликува, најпрво пред присутните се обрати домакинот, раководителот на Кривопаланечката подружница за поттикнување на земјоделскиот развој Мита Јовановски. Општо познато од и нашиот регион поради биоморфолошките предиспозиции исклучително погоден за одгледување компир. Во тој правец Јовановски детално се осврна на проблематиката поврзана со бербата, чувањето и со складирањето на компировата реколта. Посебно поради фактот што овој земјоделски производ во Кривопаланечко е застапен исклучиво кај индивидуалните земјоделски производители. Како и да е, нашето компиропроизводство е надалеку прочуено поради органскиот род со висок квалитет, бидејќи на ридско-планинските места на Осуговските планини и на планината Герман претежно се користи арско ѓубриво со многу мала употреба на агротехничката и хемиската заштита. Потоа колешката на Јовановски од регионалната агенција од Куманово Живка Наумова присутните ги запозна со придобивките и начините за извршување на агрохемиска анализа на почвата. Се работи за испитување на составот на земјоделски обработливото земјиште, за кое што Наумова потенцираше дека во нашите предели се одликува со плодност од не баш најдобра категорија. Токму затоа ги охрабри сите заинтересирани да извршат агрохемиската анализа, пошто ќе знаат како да интервенираат и да ги зголемат приносите. Сумата која ќе треба да издвојат е навистина символична и таа е 60% субвенционирана од владата на Македонија. Нашите советници видоа дека земјоделците потребуваат доста вештачки ѓубрива, али во неправилна количина и во неправилен однос во однос на користење на растенијето. Затоа како советодавна служба тие реагираат и ова мерка стана во програмата за субвенции, тука е влезена и со 60% се даваат пари за направена анализа на почвата. За жал, мал е одзивот, ние како советодавна служба, секој земјоделец кој ќе дојде кај нас, му препорачуваме првен да направи таа анализа на почвата, да види почвата со кои елементи ги содржи, кои елементи не му достасуваат за видот или на растенијата биолошките кои ги сади, а потоа да ја сади културата што треба да ја сади. И во која количина кој ќе се направи таа анализа, во која количина и кога треба да се додават тие хемиски ѓубрива. Следуваше обраќањето на раководителот на регионалната агенција за поттикнување на земјоделскиот развој од Кратово Панче Иванов, од кој нашите земјоделци уште еднаш имаа прилика да слушнат за придобивките и видовите на регистрирање на својата активност. Иванов зборуваше за начините на кои заинтересираните можат да го сторат ова, потребната документација, како и за правата кои ќе ги остварат и обврските кои произлегуваат од регистрирањето. Постојат три вида на регистрација на земјоделците. Регистриран земјоделец во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, каде се плаќа придобивки од 1500 динара, а имотот да е под статусот на адресата за лична карта. Второ, индивидуално земјоделско стопанство е регистрирано во централен регистар со печат и подпис. Тука мора да се води сметководство, придобивките се издесуваат околу 3800 динара, вработување може да вработи до 5 лица и има и тука повраток на ВЛВ, при набавка на ѓубриво, пестициди, нафта и други. И видна регистрација доја преку централен регистар. Тука се плаќаат придобивки од 5800 динари, мора да има сметководство, има вработување, повраток на ДДД, увоз и извоз на земјоделски производи и материјали. На крајот, цената им беше отстапена на младите референти од платежната и од Агенцијата за супервизија на осигурувањето, кои покрена и дискусија на тема во последно време исклучително интересна за земјоделците – осигурувањето во оваа стопанска гранка.
Причината е очигледна. Се почестите временски непогоди, природни катастрофи, но и штетници и болести на растенијата и животните кои дополнително го демотивираат македонскиот земјоделец. Оттаму присутните дознаа за поединостите околу осигурувањето, целта, начините и друштвата кои со оваа се занимаваат. Од вкупно 11 активни осигурителни компании вакви услуги во Македонија моментно нудат само 4, но и тие не за она кој пак е најголемиот проблем на криопаленечките земјоделци – сушата. Ретко кој од осигурителните агенции овој горлив проблем на земјоделецот го третира како ризик врз основа на кој може да се купи осигурителна полиса. Во општинската сала Патен беше присутен и агент, кој ги сподели своите искуства од регионот. Информираше дека во последно време има придвижување на ова поле, но помалку кај нас, и покрај тоа што владата и тука субвенционира со 60%. Во Кратовско, например, во Подем било осигурувањето на лозијата, додека интересно, малку кој го практикувал ова во сточарството. Осигурувањето значи ве штити од временски непогоди. Доколку настане некоја временска непогода, во смисла на град, мраз, суша, молскавици од кои се ствара пожар и доколку поради тие причини дојде до уништување целосно или делумно на она што вие го обработувате и го произведувате, во тој случај, а доколку претходно сте купиле осигурување, значи сте платиле премија, во тој случај имате право загубата што ќе претрпите да си ја надоместите од осигурителната компанија од кај што сте го купиле осигурувањето. Значи тоа е поентата на осигурувањето. Осигурувањето не значи дека нема да настане случај, значи тоа не ве штити дека нема да имате загуби. Него осигурувањето ви ги надоместува тие загуби. Доколку некоја од овие теми ве заинтересира, подетално информирајте се од интегралното издание на презентациите кои се одржаа во големата општинска сала во Крива Паланка. Него денови веќе го емитуваме на програмата на Златен канал.